Добро вечер, започнуваат вестите на Канал Мусу. Машинскиот факултет во Виница запиша 80 нови студенти на прв циклус на студии. Од факултетската управа се задоволни од стартот на академската 2014-2015, во која се воведуваат и новини во функционирањето на оваа високообразовна установа. Академската 2014-2015 започна според очекувањата. Од факултетската управа на Машинскиот факултет во Виница се задоволни од стартот. Факултетот отпочна процедура за добивање лаборатории со цел да се усоврши програмата, а студентите да се стекнат со потребните знаења. Кои лаборатории ќе овозможат на студентите да имат поголем пристап и подолго време да бидат во контакт со овие лаборатории со цел да добијат поголеми знаења, бидејќи во самите лаборатории ќе се изведуваат и практична настава за одредени предмети и исто така можат тие да учествуваат и во некои научни истражувања за која цел се набавени овие лаборатории. Годинава во Виница се запишаа 15 нови студенти. На дисперзираните студии во Штип 20, во Струмица 45 студенти. Од деканатот велат дека за разлика од претходните години, годинава се запишани солидни студенти кои имаат одличен или целосно одличен успех. Во моментов на овој факултет студираат околу 300 студенти. На Машински факултет има две насоки: производно машинство и транспорт, организација и логистика. Најголем интерес имаме кај насоката транспортна организација и логистика. Оваа насока има во Виница и во Струмица, а производно машинство го има во Виница и во Штип. За втор циклус на студии имаме две насоки. Едната насока имаме, во втора година имаме студенти, кои сега еден од овие студенти спрема магистарски труд. Ова изработка на магистарскиот труд е во соработка со Машински факултет од Скопје, каде ги користиме нивните лаборатории за испитување, за да може да биде завршен овој труд. Што се однесува до кадровскиот дел, до крајот на годината факултетот ќе добие уште еден професор кој работи на својата докторска дисертација. Дисперзираните студии во Струмица пак оваа година ќе ги добијат првите дипломци. Постарите возила ќе можат да се увезуваат уште 3 месеци до крајот на 2014. За патничките возила со Евро 2 стандарди, произведени од 1995 до 2000 година, се уште важи увозот на возила. По нова година ќе може да се увезуваат само возила не постари од 2000 година. Од станиците за технички преглед на возилата подсетуваат дека рокот за увоз на патнички возила со Евро 2 стандарди истекува на 31 декември 2014 година. Тоа значи дека постарите возила произведени од 1995 до 2000 година ќе може да се увезуваат уште само 3 месеци. Возилата кои не се постари од 2000 година ќе може да се увезуваат од почетокот до средината на 2015 година и после истекот на овој рок, јуни 2015, ќе може да се увезуваат возила произведени после 2005 година. Значи, секој што ќе сака да увезе постаро возило, ќе мора тоа да го стори до нова година, оти после ќе мора да се одлучи за поново возило. Возила со Евро 2 стандарди ќе може да се увезуваат до 31 декември 2014 година. Тоа се возила произведени од некаде 1995-96 година па наому. Од 1 јануари 2015 до 30.6.2015 ќе можат возила со Евро 3 стандарди, возила не постари од 2000 година, и после тоа 36 понатаму ќе може да се увезуваат само возила со Евро 4 стандарди, односно возила произведени после 2005 година. Сега е се уште во важност увозот на возила со Евро 2, односно возила не постари од 1995 година. Ова се однесува само за патничките возила со М1 категорија, додека за останатите возила, автобуси и товарни возила веќе важат Евро 4 стандарди. Согласно актуелниот закон за возила и под законските акти произлезени од него, хомологацијата на возилата се распределува на неколку постапки, со кои се модифицира и терминот хомологација. Имено, со ваквите промени се диференцираат возилата и условите под кои тие се увезени.
Од денеска па во наредните 3 месеци собствениците на нелегализираните трактори и тракторски приколки може да ги легализираат своите земјоделски возила. Откако ќе го сторат тоа, од нова година до крајот на јуни ќе можат и да ги регистрираат истите, потсетуваат од станиците за технички преглед на возилата. Собствениците на трактори и тракторски приколки кои немаат никаков доказ за собственост, потекло или царинска декларација или делумна документација за регистрирање на возилото, од денеска во наредните 3 месеци ќе можат да ги легализираат своите трактори и приколки. Податоците од станиците за технички преглед на возилата говорат дека повеќето собственици своите трактори ги легализирале во периодот кој беше наменет за тоа, од октомври 2012 до октомври 2013 година, а потоа и ги регистрирале до 30 јуни 2014 година. Но оние кои го испуштиле овој рок, тоа може да го сторат до 31 декември 2014. Сите собственици на трактори и тракторски приколки кои немат валидни документи за собственост на возилата, а го испуштија првиот рок за легализација на истите, ќе можат во наредните 3 месеци да завршат таа постапка за да може да ги регистрираат своите возила, да добијат валидни документи, односно сообраќајни дозволи за тие возила. Понатаму, значи, после легализацијата, крајен рок за регистрација на истите е 36.2015 година. Значи, сите собственици кои ќе ги легализираат тракторите и приколките согласно овој закон до 31.12 ќе можат да ги регистрираат до 36.2015 година. Мислам дека грото трактори и тракторски приколки кои не беа легализирани со претходниот рок ги имаме завршено, меѓутоа имам информација дека се уште има оставено можда 10% од тие трактори што се нелегализирани, што треба да ги легализираат. Комплетната постапка на легализација на тракторите чини околу 3500 динари, додаде Павловски. Се водат две процедури. Едната процедура е кај нас или во друга областна институција за идентификација и оцена на техничка исправност на возила. Таа кошта 1500 денари и собственикот добива документ согласност за регистрација, а втората процедура оде во местно надлежниот суд и каде што треба да добие решение за собственост на возилото, и таа процедура е исто околу 1500 денари плюс допуски давачки за изјава кај нотар, значи цирка околу 3500 денари. Единствена обврска што ја имаат собствениците на нелегализираните трактори е да се јават во станиците за технички преглед, од каде што ќе бидат упатени за изведба на целата постапка околу легализацијата. Оние кои ќе ги легализираат своите земјоделски машини ќе можат и да ги регистрираат до 30 јуни 2015 година. Тоа може да го сторат и оние кои претходно ја завршиле постапката за легализација, но се уште не ги регистрирале тракторите. Виница и Атком потпишаа договор за продлабочување на соработката. Заради заштита на животната средина, Сдруженијето препорачува вакви договори да бидат потпишани со сите единици на локалната самоуправа. Председателот на Советот Благица Андонова и председателот на комуналните инспектори Гоце Георгиев потпишаа меморандум за продлабочување на соработката помеѓу општина Виница и давателот на комунални услуги Атхом. Од страна на Атком меморандумот го потпиша актуелниот председател Игор Спасовски. На седницата старото раководство изврши примопредавање на целокупната архива и документација од Сдруженијето, а беше избран и составот на членовите во комисиите. Председателот на Сдруженијето на комунални инспектори Гоце Георгиев присуството на своите колеги од Македонија го искористи за да ги сподели своите искуства од последната обука во Јапонија на тема менаџирање со водоснабдителните системи. Комуналните инспектори од 30 на општини во Македонија во Виница го аминуваа потпишувањето на меморандумот. Меѓу другото, председателот на Сдруженијето на комунални инспектори Георгиев упати апел до сите присутни инспектори да потпишат меморандуми со своите градоначалници за да ја поедностават работата што е непосредно поврзана со работата на локалната власт, како и да потпишат меморандуми со повисоки инстанци со кои е поврзана законската рамка во делот на комуналното уредување на животната средина. Заврши и Стипанското здравоживо кое се одржа по 29 пат. Завесата на годинешното фестивалско издание беше спуштена со гала концерт.
Со гала концерт што се одржа на големата сцена во Истибања беше спуштена завесата на годинешното 29-то Истибанско здраво живо. Под мотото "Нашето сегашно пријателство е гаранција за утрешниот мир", фестивалот го обедини националниот фолклор на земји учеснички од 3 континенти. По 29 пат ви кажуваме добро ни дојдовте и пак ќе кажеме добро ни дојдовте. Добро дојдовте на ансамблите од 3 континенти, од европскиот континент, од азискиот и африканскиот континент. Значи, денеска Истибања е крстосница на културите на народите од светот. Затоа еден аплауз за сите наши учесници на фестивалот. Во име на генералниот покровител, гостите ги поздрави председавачот со Советот на општина Виница Благица Андонова. Се надевам овие неколку дена ви беа исполнети со квалитетно дружење, со срдечна гостопримност од страна на нашите семејства домаќини, со интересни културно-забавни содржини кои во оставија посебен впечаток за до година да бидете повторно наши гости. Во текот на изминатите овие неколку денови во нашиот регион, поточно во општина Виница и во нашата убава Македонија, со настапите на фолклорните групи уште еднаш на дело се потврди фактот дека културата, фолклорот, музиката, песните, ората се најбитните фактори за живот, за мир, за просперитет и за благосостојба. На церемонијата на свеченото затворење му претходеше фолклорно дефиле низ главната сообраќајна артерија во Истибања. Фестивалската програма и годинава го вклучи традиционалното заедничко оро на земјите учеснички. Минатата година гала концертот се одржуваше на плоштадот Ангел Винички. Годинава промената ја наметнаа временските услови, поради кои отворањето на фестивалот се одржа во спортската сала во Виница. Редовна крводарителска акција 10-та поред годинава организираше Општинската организација на Црвен крст Кочани. Дарувани се околу 30 на единици крв. Како и досега, најмногу недостасуваат крвните групи со негативен РХ фактор. Крвните групи со негативен фактор од секојаш недостасувале и така и сега. На редовната крводарителска акција што организираше Општинската организација на Црвениот крст од Кочани, дарувани 30 на единици крв. Но сепак, повторно повеќето од граѓаните кои се јавиле биле со крвна група со позитивен РХ фактор, изјавија лекарите од трансфузиологија од Штип кои ја спроведоа акцијата. Најчесто е нулта позитивна, мислам тоа по популација од свет, а најретка е АБ негативна, која што стварно представува проблем, некојаш кога се нема се од неа и не е толку често потребна да биде барана, меѓутоа сепак се појавува да биде барана и кога е барана станува проблем. Оној кој ја дарува скапоцената течност, најпрво треба да биде здрав, додава доктор Петрушев. Тоа подразбира да има нормален крвен притисок, добар хемоглобин, регулиран шеќер во крвта и да не биде настинат или евентуално грип. Групите со РХ негативен фактор секогаш недостасуваат, затоа што и луѓето кои ја поседуваат оваа крвна група се најмалку застапени. Само 15% од целата популација на луѓе имаат крвна група со негативен РХ фактор и затоа се јавува нејзин недостаток. Но како и да е, и оваа крводарителска акција во Кочани беше успешна. Најхумани во однос на дарување на крв и понатаму сивиничани, кои се на прво место од сите градови во Републикава по дарувани крвни единици. Продолжуваат активностите околу манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис. Вечерва на програмата е театарската представа Градникот на Нора во изведба на Народниот театар од Штип во режија на Кристина Атанасова Арсова. На програмата на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис вечерва во 20 часот е театарската представа Градникот на Нора во изведба на Народниот театар од Штип во режија на Кристина Атанасова Арсова. В петок на 26 септември во 13 часот во Кочанската библиотека Искра ќе се одржи промоција на Алманах на Друштвото на писатели од Куманово, а за сабота на 27 е закажана театарската представа Ленче Кумановче на пензионерите од Куманово. Манифестацијата продолжува и наредната недела, кога во вторник на 30 септември во Мултикултурниот центар е закажан поетско-ликовен музички перформанс Кочански бисери.
На 2 октомври организирана посета на знаменитости низ Македонија, а главните случувања се сабота и недела на 4 и 5 октомври, кога е планиран меѓународен фолклорен концерт и обичајот оризова жетва на традиционален начин, вршитба на гумно, доделување награда за најуспешен земјоделец, дегустација на традиционални јадења од ориз и културно-уметничка програма со настап на Миле Кузмановски. И за крај информацијата од спортот. Осогово со заостанување од само 3 бода зад водечката Беласица. Кочанскиот третолигаш најави дека нема намера однапред да се откаже од борбата за врвот, иако не се наоѓа во најтесниот круг на фаворити. Осогово може и подобро и повеќе, потврда за тоа е добрата представа на жолтосините во заостанатиот надпревар од 4-то коло во 3-та фудбалска лига Исток. Со единствениот гол на Божинов во 50-та минута, кочанскиот третолигаш славеше над Брегалница Делчево со резултат 1:0, полувреме 0:0. Гостите имаа шанса за остварување позитивен резултат од дербито во Кочани, но покрај неколкуте неискористени шанси и полушанси пропуштија да реализираат и удар од белата точка. Овој резултат дојде како залечување на раните од последниот пораз за кочанскиот третолигаш од екипата на работник Џумајлија. Со 3 победи, 1 пораз и 1 реми, Осогово заостанува само 3 бода зад водечката Беласица. Најголемо разочарување во досегашниот тек од сезоната е Слога 1934, која со само 1 победа во 5 надпревари е на предпоследното место од табелата. Ги гледавте вестите на Канал 8, ви благодариме што бевте со нас. Следете не и на нашата веб страница kanal8.mk.